Премиерот Христијан Мицкоски на маргините на самитот ЕУ Западен Балкан, што се одржува во Тиват, Црна Гора, оствари средби со германскиот канцелар Фридрих Мерц и францускиот претседател Емануел Макрон. Според објавата на Мицкоски на социјалните мрежи, на средбата со Мерц се разговарало за европските перспективи на регионот, предизвиците со кои се соочуваат земјите од Западен Балкан, како и за потребата од продлабочување на соработката и забрзувањето на европската интеграција. Ваквите средби представуваат можност за градење нови партнерства и зајакнување на врските кои се од значење за иднината на нашиот регион, порача премиерот по разговорите со германскиот канцелар. На средбата со Макрон, која според Мицкоски поминала во пријателска и срдечна атмосфера, било разговарано за состојбите во регионот, европската перспектива на земјата и прашање од значење за иднината на граѓаните. Премиерот оцени дека Франција има значајна улога во креирањето на европските политики, нагласи дека е важно да се одржува отворен диалог со клучните европски лидери. Во пресрет на самитот, Германија и Франција подготвија нон-пейпер насловен «Нов моментум за проширувањето», кој предлага модел на постепена интеграција за земјите кандидати од Западен Балкан и Молдавија. Според документот, пристапот има цел да овозможи непосредни придобивки и побрз напреток во процесот на пристапување кон Европската унија, без да го замени полноправното членство како крајна цел. Самитот во Тиват е посветен на продлабочување на соработката меѓу Европската унија и земјите од Западен Балкан, со фокус на реформите, интеграцијата и регионалниот развој. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски денеска информираше дека во рамки на проектот Локални патишта во периодот од јуни 2024 до јуни 2026 година се склучени договори во вредност од 25,3 милиони евра за реконструкција и подобрување на локалната патна инфраструктура во општините низ државата. Според Николовски, до сега се рехабилитирани 96 улици во 72 општини со вкупна должина од 72 километри, додека дополнителни 31 километар патишта во моментов се наоѓаат во фаза на реконструкција. Тоа значи дека вкупно над 103 километри локални патишта се изградени, обновени или се во тек на реализација преку проектот што се спроведува со поддршка на ЗЕЛС и Светската банка. За само 2 години реализиравме значајни инвестиции во локалната инфраструктура. Ова се проекти кои директно го подобруваат квалитетот на животот на граѓаните и ја зголемуваат безбедноста во сообраќајот во сите региони во државата, истакна Николовски. Покрај инвестициите во патната инфраструктура, министерот најави досега најголема поддршка за подобрување на јавната хигиена во општините, преку набавка на нова механизација и специјализирани возила. Во рамки на проектот со поддршка од Светска банка ќе бидат набавени вкупно 49 возила во вредност од 4,2 милиони евра. Од нив 17 се мултифункционални возила за урбано одржување на хигиената во вредност од 1,6 милиони евра, 2 специјализирани мултифункционални возила со дополнителни механизми во вредност од 283.000 евра, 9 специјализирани камиони вредни 982.000 евра и 21 машина за чистење улици. Според Николовски, новата опрема ќе биде ставена на располагање на град Скопје и на останатите општини во земјава. Нагласи дека станува збор за најголем инвестициски циклус во општините во последните години. Најави дека соработката со Светска банка ќе продолжи во наредниот период. Државната комисија за спречување на корупцијата по сопствена иницијатива отвори предмет поврзан со наудите содржани во ревизорскиот извештај на Државниот завод за ревизија, кои се однесуваат на работењето на Институтот за јавно здравје. Одлуката била донесена на денешниот колегиум на комисијата во рамки на нејзините законски надлежности утврдени со Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси. Од ДКСК информираат дека предметот е отворен поради потребата од дополнителна проверка на наводите кои беа објавени во јавноста и медиумите, како и за утврдување дали постојат индиции за корупција, судир на интереси, злоупотреба на службената положба или други неправилности во работењето на институцијата. Предметот е отворен поради потребата од проверка на наводите изнесени во јавноста и медиумите, како и согледување на евентуални ризици од корупција, судир на интереси, злоупотреба на службената положба или други неправилности во работењето, во рамки на надлежностите на ДКСК, соопшти од комисијата.
Во наредниот период, антикорупцијска ќе спроведе постапка за прибирање на потребната документација и информации од надлежните институции, пошто ќе следува и детална анализа на сите релевантни факти и околности поврзани со случајот. Целта на постапката, како што наведуваат од ДКСК, е целосно утврдување на фактичката состојба и оценка дали постојат основи за понатамошно постапување во согласно со законските надлежности на комисијата. Од антикорупцијска најавија дека јавноста ќе биде навремено информирана за текот на постапката. Отворањето на овој предмет следува по објавувањето на ревизорскиот извештај на Државниот завод за ревизија за работењето на Институтот за јавно здравје. Меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид се вројуваат меѓу најбрзо растечките аеродроми во Европа, покажува најновата анализа на воздушниот сообраќај за април 2026 година. Според извештајот, Македонија бележи раст на патничкиот сообраќај од 30,6%, што ја позиционира меѓу водечките воздухопловни пазари во Европа надвор од Европската унија. Зад Македонија се рангирани Албанија со раст од 25,3% и Молдавија со 24,6%. Двата македонски аеродроми, управувани од ТАФ Македонија, продолжуваат со рекордни резултати во првите 5 месеци од годинава. Во периодот јануари-мај оваа година, преку аеродромите во Скопје и Охрид патувале вкупно 1.580.932 патници, што представува зголемување од 31,2% во споредба со истиот период минатата година. Во исто време, регистриран и раст на бројот на летови од 9,5%, при што се реализирани вкупно 10.595 летови. Генералниот директор на ТАФ Македонија, Неџат Курт, оцени дека ваквите резултати се доказ за успешниот развој на македонското воздухопловство и зголемената атрактивност на земјата, како туристичка и бизнис дестинација. Курт нагласи дека резултатите се должат на континуираните инвестиции во аеродромската инфраструктура, подобрувањето на услугите, маркетинг активностите, успешната соработка со авиокомпаниите и поддршката од институциите. Во анализата се наведува дека меѓу најголемите пазари во Европската унија најдобри резултати оствариле Шпанија со раст од 3,7% и Италија со 2,2%, додека Германија, Велика Британија и Франција бележат намалување на бројот на патници. Рекордните резултати во првите 5 месеци од годината дополнително ја затврдуваат позицијата на Македонија на европската воздухопловна мапа, укажуваат на континуиран развој на воздушниот сообраќај. Досегашниот вице-премиер за добро владење Арбен Фетаи ќе биде именуван за специјален представник на владата во Брисел, потврди ко-председателот на коалицијата Влени Изет Меджити. Според Меджити, Фетаи веќе официјално ја поднел својата оставка од вице-премиерската функција со цел да ја преземе новата дипломатска должност, која ќе биде насочена кон представување на владините политики и активности во европските институции. Кадровската промена доаѓа во период во кој Фетаи речиси 2 месеци не присуствуваше на владините седници, немаше јавни отворени прашања околу неговото отсуство од владините обврски, иако во тој период продолжил да ја прима функционерската плата. Меджити истакна дека назначувањето на Фетаи во Брисел е дел од пошироките кадровски и политички промени кои се очекуваат во рамките на владеачката коалиција. Тој најави дека веќе постои начелна согласност меѓу коалицијските партнери за реконструкција на владиниот кабинет, но додаде дека се уште не е одржана официјална лидерска средба на која би биле дефинирани конкретните принципи и распределба на ресори. Според него, разговорите за евентуалните промени во владата ќе продолжат и во наредниот период. Назначувањето на Фетаи во Брисел се случува во период кога евроинтегративниот процес останува еден од клучните приоритети на владата. Новата функција се очекува да има важна улога во комуникацијата со европските институции. Администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп воведе нов пакет економски санкции против кубанскиот председател Мигел Диас Канел, членови на неговото семејство и блиски соработници на поранешниот кубански лидер Раул Кастро, во рамки на засилената политика на притисок врз комунистичката власт во Куба. Меѓу лицата опатени со санкциите се Алехандро Кастро Еспин и Раул Алехандро Кастро Калис, син и внук на Раул Кастро, кој покрај тоа што повеќе не извршува официјална функција и натаму се смета за една од највлијателните политички фигури во земјата. На списокот се најдоа и сопругата на кубанскиот председател Ли Куеста Пераза, како и неговиот посинок. Покрај поединците, санкциите опфаќаат и повеќе државни институции и организации, меѓу кои Министерството за револуционерни и вооружени сили на Куба.
Американскиот државен секретар Марко Рубио изјави дека мерките се насочени кон, како што рече, мрежата што ќе овозможува и финансира субверзивните и радикални операции на Куба. Според Рубио, санкциите ги опаќаат и Кубанскиот институт за пријателство со народите, организацијата Амистур Куба и комитетите за одбрана на револуцијата. Новите мерки представуваат продолжение на рестрикциите воведени во 2025 година, кога САД го ограничија визирањето за Диас Канел и други високи функционери на кубанската влада. Односите меѓу Вашингтон и Хавана остануваат затегнати повеќе од 6 децении по победувањето на американското ембарго врз Куба. Според аналитичарите, новите санкции доаѓаат во период кога Куба се соочува со сериозна економска и енергетска криза, предизвикана од недостиг на гориво, висока инфлација и намалени приходи од туризмот. Тиват денеска е домаќин на самитот ЕУ Западен Балкан, на кој учествуваат највисоките представници на Европската Унија и лидерите од регионот. Во фокусот на разговорите се европската интеграција, реформските процеси и идината на проширувањето на Унијата. Францускиот председател Емануел Макрон порача дека европските лидери пристигнале во Црна Гора со јасна цел да ја поддржат земјата на пат кон полноправно членство во Европската Унија. Сите сме тука за да ја поддржиме работата на Црна Гора и црногорските власти за приклучување кон Европската Унија. Процесот на интеграција ќе донесе конкретни резултати и ќе овозможи земјата да стане дел од европското семејство, изјави Макрон. Слична порака испрати германскиот канцелар Фридрих Мерц, кој оцени дека Европската Унија предолго го одложува проширувањето кон Западен Балкан. Европската Унија мора да покаже дека има волја и дека е подготвена за проширување. Ако во изминатите 13 години не примивме ниту една нова членка, мора да признаеме дека и самата Унија направила одредени грешки, истакна Мерц. Поддршка за европската перспектива на регионот даде и председателката на Европскиот парламент Роберта Мецола, која нагласи дека проширувањето представува инвестиција во иднината, стабилноста и просперитетот на Европа. Европскиот парламент е силен поддржувач на процесот на проширување. Важно е граѓаните на Црна Гора и на целиот регион да добијат конкретни пораки и јасна перспектива за својата европска иднина, рече Мецола. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен оцени дека Црна Гора е најнапредната земја кандидат од регионот и дека се наоѓа близу до исполнувањето на целта. Во рамки на самитот, хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ изјави дека Црна Гора постигнала најголем напредок во евроинтегративниот процес меѓу државите од Западен Балкан, но потсети дека меѓу Загреб и Подгорица се уште постојат неколку отворени билатерални прашања. Меѓу нив, како што посочи Пленковиќ, се прашањето за обештетување на затворениците од логорот во Бока Которска, имотноправните барања на хрватските семејства, статусот на училишниот брод Јадран, спомен плочата во Мориње и прашањето за државните граници. И покрај овие отворени теми, европските лидери испратија јасна порака дека Западен Балкан останува важен дел од идината на Европската Унија, дека процесот на проширување повторно добива силен политички импулс. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, претежно во планинските региони ќе има појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, информира управата за хидрометеоролошки работи. Минималната температура ќе биде во интервал од 10 до 17, максималната ќе достигне од 24 до 32 степени. Во Скопје е променливо облачно време со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Минималната температура ќе се спушти до 12, максималната ќе достигне до 31 степен. Следува период на променливо облачно и топло време со сончеви периоди. Во попладневните часови ќе има појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, наместа во форма на невреме.